Ние секој ден плачеме со нив е многу тешко, ма без нив уште потешко. Можеби од некоја причина сме ние предодредени да бидеме мајки на тие ангели кои што се тука ангели и сега се на небото и не чуваат и ни даваат сила. Така најдобро е да продолжиш да живееш, да се соочиш со реалноста што ја имаш и да живееш со тоа што го имаш. И да правиш се што можеш без да се штедиш за своето дете, да направиш да може да прооди, да прозбори, да те разбере. Јас многу се трудев и мило ми е што направив моето дете да разбира, макар што не можеше да зборува, ама со погледот, со гестикулации ќе ти каже што сака и како сака. Нивните очи се нивниот говор. Дека е добра и многу си ја сака и така. И јас те сакам. Да. Нели? Да. Знаеш дека те сакам? Да. Кога нашето здружение го доби проектот за оваа услуга, решив да се пријавам заедно, мислам со моето синче. Беше добар проект, размислив добро. Он да биде корисник, јас да бидам неговата. Тоа ни беше добра прилика. И така се пријавив на обуката. Траеше 3 месеци. По завршувањето на обуката станав лиценциран неговател на лица со попреченост. И така започна се. Таа работа ми е позната со текот на годините, овие 24 години. Животот, така, со раѓањето на моето синче Тоше, животот не ме штедеше. Ме научи да живеам на потешкиот начин. Секој ден беше борба, живот, искуство, многу големо искуство, многу трпеливост за овие лица. Лесно се вклопив во обуката покрај моето искуство со моето синче. Ми беше лесно, не ми беше тешко и одлучив понатаму да продолжам. Мислам дека животот така ме научи да живеам со тоа темпо, да помагам со тие лица, едноставно се сближив. Со нив ми ја исполнуваат душата, срцето. Ми е убаво кога одам ке децата, кога ги гледам нивните насмевки, толку ме исполнуваат со среќа. Благодарна сум на овој проект, затоа што ова што го правев јас во изминатите месеци, го прави Лорета и ми е огромна поддршка и за мене, затоа што не морам нити да трчам од работа и да се плашам што е со моето дете. Лорета го прави буквално како мајка. Кога иде она, вежбаме, пиеме кафе, си гледаме на телефоните и си гледаме телевизија. Кој излезе за мене некогаш? Кога испаѓаме некогаш, ја средам за... Ја средив за место, испаѓаме, си поседуеме малце и си идеме после. Мојата мотивација за да се предадам и да работам, да помагам на лицата со попреченост, многу пати досега сум кажала и оние кои што ме познаваат знаат дека црпам од мојот син кој што повеќе не е тука, меѓутоа беше лице со попреченост. И сметајќи, гледајќи она што се случуваше во мојот живот, дека навистина е тешко да живееш со една таква ситуација кога во твоето семејство имаш лице со попреченост, сметав дека на сите лица со попреченост треба во Македонија да им се помогне да се направи нешто повеќе.
Морам да кажам дека не оди лесно, дека воопшто работите не се движат со секавична брзина, туку напротив, побавно нешто се случува кај нас во нашата држава, меѓутоа чекори се прават. Настанувањето на Сдруженијето беше практично револт на родителите на децата со церебрална парализа, од инертноста на општеството, од инертноста на тогашните невладини организации кои што постоја и кои што воопшто не размислуваа за лицата со попреченост. Се собраа неколку родители, се формираше невладината организација без никаква финансиска поддршка. Овој проект и ваква услуга беше сон за нас родителите. И мене лично многу би ми значило кога би дошол некој да се грижи за моето дете 4 часа. Јас да можам да одам мирно на работа, да знам дека некој од љубов ќе ја работи таа работа, тоа е битно. Не може секој да го оставиш на секој своето дете. Кога ќе бидеш малку поопуштен, макар што тоа ќе биде дел од текот на денот. Многу е тешко ако немаш поддршка. Многу е тешко за родителот. Сакаш да одиш на работа, сакаш да допринесуваш, но те спречува, животот те спречува да излезеш од дома грижејќи се за него 24/7. Мораш да организираш па за да излезеш, да си завршиш си своји работи. Тоа си го знам по мене. И давам се од себе тоа да им го олеснам исто и на родителите, како јас што сум сакала да дојде некој да се грижи за моето дете. Така ќе го правам и јас тоа од срцето, од моето срце, иако е рането. Сепак нешто се дополнува со оваа љубов што ја работам и оваа услуга. Секако благодарение на проектот. Услугата помош и нега во домот, нашата невладина организација во станови со поддршка на UNDP. Минатата година за територија на општина Велес се вработија 6 лица. Оваа година преку истата мерка и преку Агенцијата за вработување успеавме да мобилизираме 16 лица во двете рурални средини, тоа се општината Градско и општината Росоман. Самиот проект е со поддршка од Швајцарската агенција за обнова и развој и преку Министерството за труд и социјална политика. Навистина е за пофалба ова што се случува во моментот во нашата држава и за востановувањето на социјалните услуги, бидејќи е стварно од голема потреба во нашата држава да постојат вакви социјални услуги. Тие те учат само на љубов. Нема кај нив да те научат омраза. Они се полни со љубов. И тоа ќе го видиш кога ќе ги сретниш. Нивните очи ќе ти кажат дали те сакаат или не те сакаат, дали те прифаќаат.